К15! Драги слушатели, добар ден. Еве, по 1107 пут, вашиот ексклузивен репортер со ексклузивни репортажи во Република Македонија и во здравство. И тема на денешната репортажа наша ќе биде законот за забрана за пушење на јавни места. И ние ќе идеме сега да видиме со ова све високи казни како по фирмите во Република Македонија и ширум Скопје, како се почитува законот за забрана за пушење. Еве, како што може да видите, ева, тука имаме представник на една каца. Добар ден, ние сме за нашата телевизија, па би сакал да ве запрашам како е, гледам со цигај, како се стојате, дали го почитувате законот и што ова всушност представува? Па видете, јас сум истурено оделение на мојата фирма. А каква фирма сте вие? Јас сум трговец поединец. Така да сам си пушам, не ми представува проблем. И тој било тоа, уствари јас вежбам јога. Така, значи добро. Имате и други канцелари слободно. Да, други фирми. Ви благодараме, те гледате, исторени оделенија, фирмите се стојат. Еве една друга малку по-комплексна фирма. Добар ден, јас се извинувам што ќе ви го прекинам. Момент, само да ви кажам, значи чуречи, батаци у друг фолдер ќе ги ставиш, после ќе повелете. Видете, ние сме од без знаете од телевизија, јас сум од репортерот, па правиме муабет за законот за пушење. Гледам вие као еден холдинг одржувате состаноци на отворено и некако гледам сите пушите надвор, нели ова малку наликува на некој свој виден хаос, мислам. Видите, господине, законот е таков каков што е, знаете. Меѓутоа, ова може да величи на хаос, меѓутоа овде има ред у нашава фирма. Сега може вака на прв поглед од страна кај нас тачно се знае кој кај пуши и кој кога пуши. Може да прашите. Ова е секретарката, прашите, ќе видите. Добар ден. Вие каде пушите? Секогаш ли вака? Каде пушите вие? Па јас пушам во кај газдата, ама кога не е тука, пушам и во други канцеларии, ама гледам да не ме примети. Така да, мислам, гледате дека кај нас има ред. Сега ние имаме овде колегиум уствари. Овде сме со комерцијалистите, јас сум директор, значи секретарката пуши кај газдата. И ја пушам кај газдата, меѓутоа пушам од време на време кога треба некој постратешки одлука да се донесат. Комерцијалистите пушат кај мене. И они знаат да пушат кај газдата, меѓутоа да не играме расипен телефон. Они пушат кај мене, ја пушам кај него за да има, значи правилно да биде распореден димот, да нема концентрација на дим. Ви благодарам, гледате, као да нема концентрација на дим, уствари одма се гледа дека пуши кој кај ќе стигне, одиме на таа третата фирма. Добар ден. Како сте, еве гледаме и овој газдата ви е овој? Да. Сниби го газдата. Сниби го. Дали може да изјава да дадеме од газдата? Не. Добре, и само ви уживајте, ќе поразговараме степак со вашите вработени. Правиме репортажа за пушењево, па гледам многу истурени оделенија од многу фирми. А вие што правите тука? Па еве, мешаме бизнис со задоволство. Си пушиме, си работиме. Добро, а си надвора. А газдава шо ви прави? Гледам, ништо не прави, само лежи. Што прави газдата? Зашто ви служи он? Па да знаеме кај да го врзиме којно. А о, за којно ви каже, добро. Значи вие сте тука сега надвор и се стојате? Па да, надвор сме, по пролете. Кој може пролетно овој годишно време да ни забрани? Никој не може, да. А да у 3 фирми посетив, некој да ме понудите нешто, а се напијам. Овде за пушење просторија, натре за пиење. Ако сакате, ојте, ќе ве услужи. Добро, не сме ние многу жедни. Добро, драги слушатели, драги гледачи, ето видите како во Република Македонија, како што рече колешката од последната фирма, никој не може да забрани годишни времиња, има зима, има есен, па ќе дојде пролет, па некоја нова пролет ќе дојде, па некои други луѓе, па алергии ќе почнат, кивавици, и ќе имаме и други репортажи од областа на здравството. И това би било. Миле Паника за вашата телевизија со оваа тема. Пријатно. К15!